30.520 гласачи засега нема да бидат дел од избирачкиот список за предвремените парламентарни избори. Според договорените законски измени меѓу политичките партии, во предвидениот рок од 25 дена се пријавиле вкупно 8.922 чие име е веќе впишано во списокот. Останатите така наречени спорни гласачи имаат уште една можност да се најдат меѓу граѓаните со право на глас. За време на јавниот увид на избирачкиот список по распишување на изборите, преку интернет или во подрачните единици на комисијата. Во меѓувреме, законските измени не дозволуваат ДИК да прима пријави од овие спорни записи што останаа, ќе го чекаат јавниот увид, нагласуваат од комисијата. Значи нема да бидат ставени на посебен список, туку нема да бидат запишани сега во овој период што предстои во избирачкиот список. За време на јавниот увид со важечки документ за лична идентификација можат да поднесат барање во нашите подрачни оделенија и канцеларии. По заклучување на избирачкиот список, непријавените од сомнителната група на гласачи нема да бидат дел од него, па и на денот на гласање доколку се појави некој од нив со валидни документи, нема да има право да гласа. Од денеска тече и рокот од 10 дена во кој најмалку 3 члена од ДИК можат да побараат дополнителна проверка за некој од пријавените преку интернет. Во вторник ДИК на јавна седница треба да го усвои извештајот за пријавените гласачи од вкупно сомнителните 39.520. И тогаш ќе се видат вкупните бројки на прифатени пријави и евентуално пријави кои не се прифатени. Додека трае процесот на прочистување на избирачкиот список по методологијата за која се согласија 4 политички партии, член на ДУИ поднесе иницијатива пред Уставниот суд за оценка на уставноста на законските измени кои предвидуваат бришење на гласачи за изборите во 2016. Судбината на имињата кои висат дали ќе бидат дел од списокот за предвремените парламентарни избори сега е во рацете на Уставниот суд, кој со работа почнува од септември. Судот или ќе ја отфрли како неоснована иницијативата на Ваљон Белја или ќе ја прифати и ќе покрене постапка за оценка на уставноста.